Од вечерва започнуваме со подкаст ВМРО ДПМН зборува, кој е посветен на младите, нивните предлози и идеи, а наши реализации и актуелни активности. Моја вечерашна гостинка е Драгана Бојковска, најмладиот пратеник во Собранието на Република Македонија и воедно член на извршниот комитет на Унијата на млади сили. Добра вечер, Ангела, добро ве најдов и успешен почеток на овој подкаст посветен токму на младите. Драгана, вечерва ќе се осврнеме на образованието, на клубот на млади и младински прашања во Собранието, наши проекти кои што досега сме ги сработиле и заложбата на правата на младите во институциите, конкретно во Собранието, каде што сте вие пратеник. Студентите дебатира околу субвенциониран оброк или проширување на листата за тој оброк. Кое е вашето мислење и дали имате предлог идеја со која што ќе може да се донесе измената на овој закон? Така, па јас најнапред би кажала дека е многу суштински да се потенцира дека оваа влада предводена од ВМРО ДПМН и пратениците кои што сме членови на клубот за младински прашања и политики воопшто всушност отвара дебата заедно со младинските представници за да се изнајде она решение кое што е најполезно за младите. Да, конкретно моментално има дебата околу тоа дали субвенционираниот студентски оброк да остане по истата сума која што е конкретно во моментот или да се прошири опсегот на оние студенти кои што се на постдипломските студии. Јас би сакала да кажам дека како пратеници во Собранието и како влада предводена од ВМРО ДПМН сме отворени за студентите да го најдеме најдоброто решение. Студентите во моментот дебатираат за тоа кое е најдоброто решение. Јас би кажала дека во буџетот за 2025 година имаме рекордно издвоено буџетски средства во рамки на буџетот за 2025 година со која што ја зголемивме ставката за студентски стандард, со што всушност спаѓа нели и ова ставка за субвенциониран студентски оброк, така што средства за зголемување на субвенциониран студентски оброк се обезбедени, но останува прашањето да го одговорат токму оние за кои што е намената оваа мерка, тоа се студентите, да кажат кое е најповолното решение за нив. Ние заедно со студентите веќе сме во дебата, конкретно ова предлог мерка за проширување на опсегот потекна од комуникацијата со младинските представници од УСС УКИМ, кои што ја наметна оваа теза дека треба да се прошири всушност опсегот, бидејќи цена дека за 140 денари може да се задоволи нели онаа потреба за еден здрав студентски оброк во кој што еве веќе знаеме и дека под притисок еве на студентите се обезбедија на неколку локали, на неколку места каде што се послужува храна, да се добие доволна количина на храна за 140 денари, така што останува дебатата заедно со младите да процениме кое е најдоброто решение за нив. Секако ние како представници на народот, како пратеници, како влада сме отворени да ги слушнеме нивните предлози и мерки, да донесеме заедно решение. Нешто кое што не беше карактеристика за претходната власт, да ги прими студентите, да отворат комуникација и да најдат заедничко решение. Мислам дека голема карактеристика на оваа власт е токму отворениот диалог, бидејќи како никогаш до сега студентите, младите имаат отворена комуникација токму со оние кои што ги креираат политиките и кои што ги реализираат истите. Законот за средно образование е се уште во процес, односно ќе има дополнување на нови членови. Во која насока ќе се менува, што се предвидува за овој закон? Така, законот за средно образование моментално е во доработка. Ценам дека е навистина суштински и важно да се посвети особено внимание на овој закон, бидејќи се работи за она суштина во која што младите треба да бидат да излезат како квалитетен кадар во нашето општество. Министерката Весна Јаневска веќе прави сериозни напори и заложби во рамки на подобрување на квалитетот во средно
средното образование. Тука морам да ја напоменам оваа насока во која што всушност оди и самиот закон за средно образование, а тоа е дека ќе се проширува програмата и дека многу повеќе внимание ќе се посвети и на оние вештини кои што учениците треба дополнително да ги стекнуваат, оние животни вештини, јас би ги нарекла, бидејќи ценам дека во воспитно-образовниот процес е многу важно да се даде осврт и на оние моменти кои што значат една здрава индивидуа, една индивидуа која што ќе биде способна да излезе на пазарот на трудот, која што треба да биде активен чинител во општеството, така што мислам дека со оние дополнителни изборни предмети кои што ќе се воведат со законот за средно образование, ќе се овозможи учениците да си обезбедат поквалитетна настава и поголеми животни вештини кои што ценам дека во животот на еден млад човек и како никој пат се многу повеќе важни од оние моменти на образованието секако. Значи образованието е можеби најзначајната алка за животот на еден млад човек, но мислам дека не треба да се исклучи оној момент за што значи една здрава индивидуа, за која што секако ќе бидат вклучени и наставниците и наставниот кадар во овој процес. Во тека имаше ревизија на неколку наши универзитети во насока на подобрување на квалитетот на образованието. Ниту еден од нашите универзитети не е на Шангајската листа, па ќе можеш ли да ни кажеш во оваа насока што се предвидува и дали ќе има некакви промени и што ќе се случува? За жал, Ангела, изминативе години, бидејќи заедно сме соработувале во рамки на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН, многу често сме ги дебатирале овие работи, за тоа колку наназад овие 7 години буквално од аспект на квалитет на образованието ние доживеавме еден пораз. Наместо да одиме напред како држава, ние се враќавме назад неколку чекори. Така што навистина ми е жал што дојдовме до една таква ситуација и сега би рекла дека наместо да одиме ние напред, треба да стигнеме до некоја си позитивна нула. Она кое што го правиме сега, еве и како влада на ВМРО ДПМН и министерката Весна Јаневска, е да постигнеме значителен квалитет во рамки на високото образование. И една работа која што исто така ја ветувавме и во предизборието е враќање на нашите универзитети на Шангајската листа, кој што се всушност и мерило за квалитетот на нашето образование. Ценам дека нашите студенти овде заслужуваат да бидат рамо до рамо со нивните врсници од некоја од земјите членки на Европската унија, бидејќи доколку сакаме ние да се стремиме кон Европската унија и европските вредности, мораме да работиме на тоа и нашите млади, нашите студенти да бидат во чекор со нив, бидејќи додека во европските земји се зборува за за вештачка интелигенција на високо ниво, ние до пред неколку месеци зборувавме за тоа дали учениците, на пример во основното и во средното образование, ќе имаат навремено доставени учебници. Апсурд. И мене ми е навистина жал да зборувам за тоа дека во 21 век ние како влада еве сме успеале да обезбедиме навремено доставени учебници до сите студенти. Процесот на дигитализација исто така морам да го напоменам, бидејќи со реорганизација на органите на државната управа основавме и нови министерства, ги реорганизиравме министерствата. Многу значајно за младите е што се формираше Министерство за дигитална трансформација, нешто кое што е суштински важно за иднината на еден млад човек. Се основаше Министерството за социјална политика, демографија и млади, нешто кое што беше наша заложба и како ВМРО ДПМН да се стави акцент на младите во токму во овој ресор кој што е суштински за нив и креирање на оние младински политики, и секако Министерството за спорт, каде што ценам дека навистина големи резултати ќе даде од аспект на поддршка на спортот и на младите. За жал во изминатите години бевме сведоци дека се издава дипломи универзитетски од некадарни универзитети, така што мене ме радува веќе во овие 6-7 месеци она
постапка која што ја потегна и Министерството за образование, во која што се врши ревизија на универзитетите, се затвара нели определени сектори, знаеме каде се издава оние дипломи на езеро едно покрај туристички места. Мислам дека навистина е срамно за една држава такво нешто, особено од аспект на образованието. Ревизијата ќе продолжи во наредниот период и универзитетите мислам дека треба да си го достигнат врвот за она кое што се основано, а тоа е да обезбедат квалитетно образование за младите. Оваа влада на ВМРО ДПМН ќе работи сериозно за подобрување на образовниот процес на младите, се со цел да бидат квалитетен кадар кој што ќе треба да излезе со квалитет на пазарот на трудот. Да се задржиме, односно фокусот да продолжиме да го даваме на проектите кои што досега се сработени. Се реконструира студентските домови Кузман Јосифовски Питу и Стив Наумов. Кажи ми во овој дел дали ќе има уште некој дополнителен проект за студентите, бидејќи тие се еден од најважниот, односно најбитниот услов за младиот студент во Македонија. Да. И не само реконструкцијата на студентските домови, многу повеќе се направи во овие 7 месеци од владата на ВМРО ДПМН. Веќе значи од почната реконструкцијата на студентските домови Стив Наумов и Кузман Јосифовски Питу. Најавено е до крајот на мандатот да се реконструираат сите државни студентски домови. Знаеме дека ние во минатото имавме ситуација во која што се и протестираше за несоодветните услови во студентските домови. Како УМС многу сме реагирале на оваа тема, но некако тоа во минатото некаде како низ магла си поминуваше. Во рамки на овој мандат како влада обезбедивме достоинствени услови за субвенциониран студентски оброк и за броцошите да добијат еднаков третман како и сите нивни останати врсници. Многу важно е да се напомене дека се обезбеди вработување на 600 млади специјализанти, млади доктори кои што треба да останат во нашата држава. Веќе споминавме дека се доставија на време учебниците до сите ученици, нешто кое што исто така мораме да го напоменеме во рамки на обезбедување на поквалитетен образовен процес е заложбата на најголем дел од територијата на Македонија да се воведе она едносменска настава, се со цел да се олесни и образованието на младите, но и на родителите, бидејќи ценам дека треба да се мисли и на овој аспект од животот. Рекордно ниво на парични средства се обезбедени во буџетот за 2025 година во ставките за ученички и во студентски стандард и ќе растат и понатаму, морам да напоменам, бидејќи поднесувавме, јас се сеќавам во буџетот за 2024 година како УМС поднесувавме амандмани во кои што се обидовме да ги вратиме средствата кои што беа предвидени за токму за овие ставки, а од страна на тогашното владеачко мнозинство истото беше одбиено. Сакам да кажам дека тогаш се скратуваше токму од ставките на младите, а сега гледаме ситуација во која што работиме на истото да се зголемат. Наредно мислам дека можеме да најавиме дека имаме многу позитивни промени за младите кои што ценам дека навистина ќе бидат пријатно изненадени, бидејќи ќе работиме напорно за подобрување на животниот стандард на младите да останат тука во Македонија. Нема да бегаме од проблемите на младите, туку напротив ќе остваруваме диалог со нив, ќе оствариме комуникација и заеднички ќе дојдеме до решенијата кои што се потребни за еден млад човек да живее достоинствено во оваа држава и да ја го напредуваме оној животен стандард. Веќе некои од мерките се и познати на јавноста, но ценам дека оваа година ќе имаме и останати мерки кои што позитивно ќе ги изненадат младите. Знаете дека веќе е најавена за оваа година мерката Купи дом за млади, кој што ќе овозможи младите полесно да дојдат до оној дел од животот во кој што ќе треба да се обезбедат соодветни и подобни услови за живот. 250 евра
ваучер за секој млад човек за набавка на електронски уреди, се со цел да можеме нели и во процесот на дигитализација да овозможиме секој млад човек да има пристап. Знаете дека нешто најгорливо што беше за студентите на Финки и на ФФК е токму зградите за нив каде што ќе можат да ги извршуваат своите основни образовни задачи, односно да посетуваат настава на соодветно ниво. Веќе се надминува проблемот за реконструкција и изградба на зградите на Финки и на ФФК. Ценам дека оваа година веќе проблемот ќе биде надминат и ќе се отпочне до крајот на годината реконструкцијата на зградите на Финки и на ФФК. Се реконструира салата на УКИМ, која што беше оставена во несоодветни услови. Исто така за студентите морам да напоменам дека 35 милиони евра се обезбедени за Универзитетот Мајка Тереза. Инспекцијски надзор се врши на универзитетите, бидејќи треба да знаеме нели со какви квалитети располагаме во рамки на универзитетите, зголемување на ставката за студентски оброк, реконструкција на студентски домови и секако не само овие теми, туку јас велам дека како влада работиме на сите сфери кои што значат подобрување на животниот стандард генерално на сите луѓе, бидејќи како млад човек секој пат ја опатувам пораката дека младите не треба да ги интересираат само политики од аспект на студентски оброк, реконструкција на студентски домови, туку треба да ги интересира буквално се, бидејќи сме активни чинители во ова општество, што значи дека подобрување на инфраструктурата е исто така многу важна за нас, а гледаме дека оваа влада врши буквално градежна експанзија и се работи напорно на подобрување на инфраструктурата на Македонија, буквално во секој дел од Македонија се гради. Работиме сериозно на подобрување на здравството, бидејќи знаеме во какви услови беше истото оставено, субстандардни услови и во здравството. Работиме исто така на зголемување на платите, веќе се најавени зголемување на платите и на образовните работници, зголемување имаме најавено и на здравствените работници, веќе се случија некои од зголемувањата на во овие сектори, најавено е зголемување на платите во Министерството за внатрешни работи, во јавната администрација, бидејќи тие се некои од сегментите кои што значат подобар животен стандард за граѓаните. Така што се работи генерално во сите сфери, во општините морам да ја напоменам оваа мерка која што нели трансфер се врши од владата нели кон општините, бидејќи во тој дел па многу од мерките се наменети токму за младите, како што е реконструкција нели на училишта, на градинки, на спортски сали, ете така што мислам дека многу сериозен фокус се става на оваа влада токму од аспект на подобрување на животот на младиот човек во Македонија. Напомена дека од минатата влада гласот на младите воопшто не бил слушнат, ниту пак дел од предложените проекти на младите не биле прифатени, односно останале дел од проектите таму каде што биле претходно започнати. Кажи ми, каква е твојата заложба? Дали твојата соработка со другите пратеници во собранието е прифатлива, односно твоите предлози се прифатливи за другите пратеници и како гласот на младите во собранието е прифатен? Јас мислам дека многу е важно младите да партиципираат токму во овие органи кои што ги носат овие политики. Еве ние веќе како пратеничка група на ВМРО ДПМН сме најголема пратеничка група најнапред, но и сме пратеничка група која што бележи најголем број на млади пратеници. Тоа е навистина голем успех за младите, но и покажуваме како партија дека сериозно даваме простор на младите за да се слушне гласот на младите. Бидејќи јас секој пат велам дека ако ние самите не влеземе и да ги кажеме работите кои што на нас ни се потребни, онаму каде што е нели најсуштинско, никој друг нема подобро тоа да го направи од нас. Јас навистина ценам што имаме одлична соработка со поискусните пратеници во собранието, како што е координаторот Мицевски, во многу блиска и отворена комуникација, посебно кога се работи од аспект на младинските политики сме тука и со пратеничката Дафина, со Ели, со Марија Петрушевска и со останатите пратеници кои што се поискусни, отворена поддршка имаме од генералниот секретар Ѓорѓе Сајковски, така што од овие поискусни пратеници мислам дека е суштинско да се комуницира за да дојдеме до поквалитетни решенија. Во рамки на собранието како млад пратеник, јас можам да кажам дека
треба пред се да бидеме еднакво третирани како и сите нели пратеници, бидејќи треба тој процес таму во кој што нели се наоѓаме, треба да биде сватен на тоа дека ни е дадено, ни е простор ние да бидеме таму, но треба да се бориме со многу знаење и со многу работа. Така што третманот нели на младите пратеници таму би го нарекла дека е еднаков како и останатите пратеници. Од нас зависи колку ќе работиме, колку ќе се вложиме сега посериозно нели во рамки на нашата работа, колку ќе се избориме за оние политики за кои што ние се залагаме. Јас досега сум навистина задоволна од она респонзивност која што имаме во рамки на пратеничката група, во рамки на во рамки на самото собрание постои еден клуб за младински прашања и политики кој што е неформално тело. Ќе ни кажеш ли нешто повеќе за тој клуб на младински прашања и политики, како функционира и дали можат младите да учествуваат и да дојдат до промена во некои нови законски решенија преку тој клуб? Да. Клубот за младински прашања и политики е токму едно неформално тело каде што треба да представува мост помеѓу институциите и помеѓу оние младински представници, особено тука мислам и на невладиниот сектор и на нашите меѓународни организации кои што ни се партнери, така што можеби представува едно тело во кое што па би рекла и на ниво на држава имаме најсуштинска комуникација, бидејќи доаѓаат оние нели младински представници кои што работат со младински политики, со конкретни мерки, со конкретни предлози, заедно со нив вршиме дискусија за одредените мерки и потоа во рамки со министерствата кои што се ресорни, најчесто тоа се Министерството за образование, Министерството за социјална политика, демографија и млади, Министерството за спортно и Министерството за здравство. Вршиме диалог заедно со овие младински представници и доаѓаме до решение. Ценам дека многу е важно младите да партиципираат кога во овие тела, бидејќи кога предлагаме одредено решение, кога имаме од другата страна комуникација со оние кои што ги извршуваат политиките, доаѓаме на крајот до решението. И секој пат на оние со кои што се среќаваме им велам се додека ние имаме суштинска комуникација и добра комуникација, ќе дојдеме до решение. Во рамки на младите само би сакала да напоменам, бидејќи е многу важно се она кое што го зборуваме и да се реализира, би испратила само една порака дека треба да се бориме за повеќе. Ако кажеме дека е доволно, ќе речам дека не е доволно, бидејќи секој пат како млади луѓе тоа треба да ни биде во духот да се бориме за повеќе, да зграбиме повеќе, да се бориме за оние за кои што ги представуваме, така што просторот е тука, просторот е наша останува да работиме напорно, да работиме на надградување на себе си, бидејќи кога велиме дека младите се иднината, се мисли на тоа дека младите треба да ги превземат оние големи работи во државата кои што треба да суштински да значат напредок за една држава, така што мојата порака во рамки на ова е да се избориме да работиме многу повеќе на себе, да имаме поквалитетно образование, да се надградуваме себе си и да ги зграбиме буквално работите во своји раце. Дали ќе ни откриеш нешто ново што ќе се биде во наредниот период за младите? Веќе напоменав некои од мерките кои што ги имаме и најавено во рамки еве и на ова влада предводена од ВМРО ДПМН, во текси и неколку работи кои што ги комуницираме заедно со младите, но и со владата. Да не ги повторувам сега мерките кои што веќе се најавени, но еве можам да најавам дека разговараме, веќе се размислува за она мерка која што значи проширување на бесплатниот јавен превоз и во останатите градови како што е во градот Скопје. Секако најнапред потребно е да се направи анализа на ситуацијата и да размислиме дали може да се реализира истата. Драгана, ти благодарам за оваа дискусија. Ти посакувам успешни резултати во однос на реализирање на следните проекти и активности во однос на младите. А вам, драги гледачи, ви благодарам за вниманието и ве поканувам да не проследите во следниот подкаст.